Представка до Уставниот суд за оценување на уставноста на одлуката за избор на Талат Џафери за претседател на Собранието. Ова е првиот правен чекор кој го е најавио Движењето за заедничка Македонија. Утре во 11 часот представниците на ова здружение лично ќе однесат представката во Уставен. Убедени се дека се прекршени бројни закони и процедури. Со ова ја почнуваат правната битка против, како што велат, уставните и законските преседани кои се направени во држава во изминатиот период. Протести секој ден во 17 часот веќе нема да има. Граѓаните по повик на движењето ќе излегуваат на улица еднаш неделно или кога ќе се оцени дека за тоа има потреба. Велат сега отпорот ќе се проширил, ќе се води правна битка, па поради тоа требало сите ресурси соодветно да се искористуваат. Веруваме дека Уставниот суд честно и професионално ќе заврши својата работа и нема да дозволи преку вакво насилничко и флагрантно не кршење, туку дробење на Уставот на Република Македонија да се спроведува активка окупација врз нашата држава, рушејќи ги темелите на независноста на Република Македонија. Воедно, свесни за должноста на претседателот на Републиката, се до судската потврда за нелегалниот избор на Џафери, во светло на најавените писмени гаранции кои ќе ги бара од мандатарот предложен од тиранската коалиција, да инсистира на најцврста формулација со која ќе се гарантира независноста и унитарноста на Република Македонија. Тоа е нашето барање. Ова представка до Уставниот суд е најбрзиот легален чекор што можеме да го преземеме, додека се работи на комплексната тужба која веќе ја најавуваме 2 недели. При крај се и тужбите кои веќе ги најавија како масовни, открија дека покрај субјекти од земјава, истите ќе бидат опфатени странски представници. Но ова работеле веќе подолго време, а имале стручна поддршка од голем број правници и поддржувачи на иницијативата. Со ова практично тие ќе водат 2 правни битки, а убедени се дека се на правата страна и дека овие пријави ќе бидат и се повеќе од издржани.